Во пресред на новогодишните празници, голем број на настани кои што се радост на децата, на 22 декември недела во 12 часот во арената Јане Сандански ќе се одржи неколку часовна забава, символично насловена Зимска бајка. Игра, пење, смење, се на едно место со омилените детски музички звезди. Детали за организацијата дознаваме од нашиот соговорник Вилме. Добро утро за Владимир Дечиновски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Со Ваня заклучивме дека ваква позитивна енергија апсолутно ни е потребна, особено на крајот на годината кога се чувствуваме и најизморени, кога некако најнабиена ни е агендата. Мислам дека нема поубав начин да се испрати старата и да се пречека новата година од една ваква манифестација со дел од програмата на нашите најголеми детски брендови или фестивали и така натака. Значи, благодарност до сите нив што се согласија да земат учество. Значи, ќе имаме дел од програмата или хитовите на Златно Славече, на Поточиња, Пау Патрол, маските на Пау Патрол кои што се омилени кај децата, исто така ќе не забавуваат и секако омилените ликови кај децата, Биби и Боби, исто така ќе земат свое учество. Али најинтересно, мислам дека ќе биде што домаќини и водители ќе бидат внучињата на Дедо Мраз, овој пат од ДНК генерација Панчо и Андреј. Внуци се? Па добро. Да, не личи да не викаат овие генерации внуци на Дедо Мраз. Внучиња на Дедо Мраз. И така да мислам дека ќе биде многу забавно. Они се исто така омилени ликови. Добро, Панчо и Андреј се легенди сами по себе, верувам ќе дадат поголем шмек уште на сето тоа што ќе се случува. Они се омилени како кај возрастната публика, исто така и кај младите, и кај децата, и така да мислам дека идејата сите ја прифатија, на сите им се свигаше, сите влегува се една така новогодишна енергија, ќе кажем. Ајде да ја објасниме програмата. Јас се смеам вака убаво, се сетив. Цел ден некако убава забава, се сетив на времето Скопски саем, кога ќе не одведеа родителите и цел ден некако се случуваше таму нешто. Имаше, ќе влезеш во сала, излезеш надвор. Сега некако овие настани сега во отсуство на саем ме потсетуваат на тие денови, бидејќи ова нема да биде само концерт, публиката да земе и да слуша песни таму, туку едно целодневно доживување. Ајде да објасниме целата програма, во колку ќе почне, што ќе се случи. Во 12 часот ќе почне, планот ни да трае 1,5 час, пошто бидејќи сепак концентрацијата, да кажем, на детската публика од прилика толку трае, иако се размислувавме дали да биде поделено во два дела програмата, меѓутоа како за прв пат што се одржува, сепак се одлучивме да гледаме тоа, да го ставиме во еден формат каде што може децата да го изгледаат, да го примат, да биде интерактивна комуникацијата помеѓу водителите и публиката. Ке видиме, пак ќе кажам, хитови од песничките, водење, смеа, игра и така натака. Како ќе заврши надворе зимзолент таму. Да, може и да се продолжи таму секако, да. Едно место. Но коригирајте ме ако грешам, имам впечаток дека се повеќе ни требаат вакви случувања. Некако се заситивме од непријатни вести, од непријатни информации. Толку ни е брзо секојдневието. Толку ни е потребен еден ваков издувен вентил не само за децата, и за нас возрастните. Немаме место и платформа каде и ние. Освен социјалните мрежи, но таму нема ништо во последниве години, па и убаво што да се прочита и види. Вака, покрај во кариерата што сум работел за пејачки групи, зборам, сум го водел Макфест, сум бил присутен, зборам, кај возрастните изведувачи, многу сум учествувал во детски проекти, тргнувајќи од Сите бамбини, Волшебното тркало, со Златно Славече и така натака. 23-та го, преку мојата продукција, го направивме Петар Пан мюзиклот. Да, ни гостувавте, точно. Гостувавме и заврши 23-та, 24-ти, 12-ти, како представа Петар Пан и Дедо Мраз во Борис Трајковски, беше преубаво. Сакам да кажам дека сите тие детски проекти во мене го будат едно дете. Да, и мислам дека кај сите од нас има едно дете, само кај кого колку е разбудено. И едноставно уживам во тие проекти
И нема ништо поубаво кога ќе направиш нешто кога ќе видиш колку деца доживаат во тоа. Така да секако дека што повеќе вакви проекти ни требаат, да едноставно заборавиме на сите тие други неубави работи. Подготовките веќе сигурно се При годува. крај, Како да, реагира да. Андри Панчо кога им се јави да ги поканиш да бидат О, водители? супер! Доаѓаме! Баш така, баш Ете, така. рекол што им реагира. треба на возрастните. Тоа е тоа, да. Да. Па добро, најдобро возрастен да се почувствува како дете во друштво со деца на едни Така е. вакви. Тоа е најбавна Така е. енергија. Така да Да. верувам дека родителите уживаат, не само да ги донесат дечињата. Па мислам дека програмата колку за деца ќе биде интересна и за возрастните. Како е регулирана со билети? Онлайн имаме на kupikarta.com продажба. Сега за сега така, аки има и на билетарата, во Јане Сандански кога ќе се пред да се На лице пред да место. почне, да, на лице место. Внуците на Дедо Мраз ќе дојдат. Дедо Мраз? Дедо Мраз исто така треба да Па, дојде. така, нели го Да, чекаме? Да. Добро. Ако не ги имаме внуците, ако не дојде Ако не дојде Дедо тогаш Мраз, ги имаме имаме представници внуците. од фамилијата. Напишете Така е. писмо, Фамилија, до кого го напишав јас адресирате? писмо, чекам да па до внуците јас за секој случај, бидејќи знам дека сигурно Сигурна доаѓа. опција. Дедо Мраз е позафатен. Дојче ни испраќаме 2024, ги споменавме децата во фокусот од кога и знаеме за тебе, од кога знаеме за твојата работа. 2025 година некако убаво звучи кога ќе кажеме 2025, може Да. ли да очекуваме кога станува збор за дечињата, некои проекти се размислува. Сега не ни треба детали, меѓутоа дали се размислува во правци да се Размислува. радуваме сите заедно со вакви убави Се работи. размислува. Петар Пан го излетавме 23-та многу, затоа 24-та го одморивме. Го одморивте малку, Али да. сега 25-та повторно сака да си лета, што да му правиме на детето. Апсолутно. Тоа е тоа. Благодариме за гостувањето, посакуваме убав настан. Подсетуваме 22 декември недела, точно на Пладне во 12 часот арена Јане Сандански зимска бајка. Благодарам на поканата. Благодариме многу за гостувањето. Со децата секогаш го поврзувавме нашиот еден и единствен. Да, Тоша. Тоша. И овој цел блок некако не е поврзан со децата, Тоша ни е и одличен преод во следната тема.